Во последниве 15 години, ланската 2024 година е најлоша или за некого најдобра година, во зависност кој како гледа на работите, во поглед на бројот на разводи во државава. 2024 наши сограѓани и сограѓанки лани решиле да го завршат бракот со партнерот/партнерката. Ова значи дека во 2024 година имало 182,9 разводи на 1000 склучени брака, или 18,3%. Ова е досегашен рекорд по бројот на разводи во однос на склучени бракови, но не е најлоскор во поглед на апсолутните бројки на развод. Рекордот по овој основ го држи 2014 година, кога имало 2210 развода, но имало и повеќе склучени бракови, па така бројот на разводи бил 160 на 1000 или 16%. А ако се прашаат нашите сограѓани која е тајната на успешен брак, секој си има свое мислење. Висока толеранција. Жената мораш да ја слушаш. Сега жените се слуша највише. Меѓусебна доверба. Врска немаме. Појма нема. Нема врска, точно. Прашање. Тајна на успешен брак. Не знам што. Разбирање. Добро, договор добар, да нема карање, ние стално се караме секој ден. И така натака. А според вас, која е тајната на успешниот брак? Тајната според мене е да се сродни душите, да можат партнерот да го прати и едниот и другиот. Например, јас сакам патувања. Мојот сопруг е повеќе за градби на куќи, за Попустивост. Толеранција. Од двете страни или од... Па од двете страни, од едната малце поише треба. Прва љубов, разбирање, симпатија и толеранција. поштовање, да си поќутиш. Меѓусобно поверење и толеранција и љубов. Инаку лани со најкраток фитил кај мажите во однос на сопругите биле оние на возраст од 40 до 44 години, а кај жените најмногу со истенчени нерви кон брачните другари биле оние од 35 до 39 години. Во проценти ова е 17,7% кај жените и 17,1% кај мажите. Психолозите пак со своје гледање која е тајната на еден успешен брак. Велат има 3 елемента. Првиот е поврзаноста, односно да има баланс меѓу индивидуалната слобода и заедништвото. Вториот е флексибилноста, односно кој ги носи одлуките, при што не треба само еден да биде глава на семејството, но и да нема анархија. Третиот и најважен елемент е комуникацијата, каде секој во семејството ќе може отворено да каже што мисли, и тоа од свој личен аспект и за секоја тема која е релевантна за меѓусебните односи. Тајната на бракот е во балансот помеѓу сопствените потреби, потребите на другиот, што е за мене како индивидуа е важно, што е како за заедницата важно. Значи, како што нашиот народ вели, златна средина, која што е бара напор од сите страни за да се одржува. Инаку додека бројот на разводи варира во годините, некога се повеќе, некога се помалку, има една друга тенденција, а тоа е намалување на бројот на бракови. Веќе ретко има годишно да се склучуваат над 14.000 брака, нешто што беше вообичаено пред 15 години.